Македонското радио представува свидоштво за истрајноста и посветеноста, како чувар на културата, јазикот и идентитетот на македонскиот народ. 80 години Македонско радио, Радио Скопје, е пулсот на времето и звукот на Македонија. Пред 8 децении го емитуваше за прв пат својот сигнал и глас, со што започна ново поглавје во историјата и колективната меморија. Генерациите се поврза, во итер започнаа златните времиња на радиото. За мене, како уредник, радиото представува еден подсетник за одговорноста што ја носиме не само како уредници, туку и вие, како новинари, како техничари, како продуценти и спикери, лектори, да продолжиме и понатаму да ја негуваме квалитетната содржина, традицијата, но и воедно да се прилагодуваме на новите предизвици на ова современо време, кој не знаеме што утре ни носи. Би се вратила на 50-тите и 60-тите години, кога радиото беше единствен информатор, со кој семејствата се собираа покрај радиото, комшиите, пријателите и го слушаа. Значи, весникот, информациите, приказните, драмите, кои беа во собствена продукција. Но од 50-тите, 60-тите протекоа многу години и многу работи се сменија. Дојде онлайн радиото, потоа дојдоа мобилни апликации, стримови, подкасти и што ли уште не. Сепак и покрај сите овие измени, сметам дека радиото се уште останува едноставен, скромен медиум кој допира до сите наши слушатели, овде и многу пошироко. Јазикот е нашиот код. Без него го губиме идентитетот. Македонското радио е негласниот медиум кој го негува и го пренесува нашето најголемо богатство. Емотивно, Андреевска се посетува на доајените на радиото, кои оставиле голем печат низ годините. Македонскиот литературен јазик опстана само во Македонското радио, Радио Скопје, и тоа ни го потврдуваат и слушателите, јавувајќи се секојдневно кај нас овде, во студијата. Сметам дека спикерите и лекторите, што ги имаме во Македонското радио, си ја знаат својата работа и би требало тоа и другите радија да го практикуваат. Но за жал, засега, и сами сте сведоци по телевизиите и по радијата, тоа го имаме тој нечист македонски јазик, можем да кажем. Тоа се сепак некои дијалекти. Некогаш е интересно, но некога се претерува во тоа. Сепак се знае, македонскиот јазик е еден и единствен и треба да се почитува. Затоа и ние сме хроничари и гласници на таа чиста вест, чиста информација, што секојдневно ја нудиме на нашите слушатели. Радиото е медиум во кој не го гледате водителот од другата страна на микрофонот, за разлика од телевизијата, нели сликата говори се. Овдека зборовите се најважната работа во радиото, кај радискиот новинар. И веќе многумина го замислуваат ликот што говори од другата страна на микрофонот. И честопати се случува, баш сега додека разговаравме пред некој ден со колегите, ве знам јас од некаде, ве познавам. Да, не познавате според гласот, или ќе ви кажат, ве видовме ние на телевизија, а всушност не виделе на телевизија, не слушале на радиото. Иднината е полна со тајни, сегашноста со промени, а минатото со спомени. Ние сме во сегашноста. Македонско радио, Радио Скопје. Малиот број на вработени не ги прави помалку успешни од останатите. Напротив, иако едниот дел од радиото живее во минатиот век, сепак една од студијата за дебатни емисии ја дава вистинската слика за овој медиум. Со голем ентузијазам, малиот број на млади колеги ја продолжуваат вековната традиција. Ако влезете во студијата, каде што се снима програмата, тоа се најдобрите студија од времето на Југославија. Денеска, за жал, тие не се баш во таа состојба во која би требало да бидат. Значи, треба да се реновираат. Тука е исто и технологијата, техниката со која се работи. Ако ви споменам дека таа техника е стара од 50 до 80 години, колку и постоењето на радиото, мислам дека се ви е јасно. Значи, треба да се направи некоја реконструкција, би рекла. Исто така, подмладувањето на кадарот. Сакам и тоа да напоменам дека во изминативе 4 години, почнувајќи од 2020-та до денеска, до 2024-та година, во пензија заминаа 25 вработени во Македонското радио. Знаете колку се примени на тие места? Само 20. Тоа верувам дека доволно говори за тоа што ни се случува во Македонското радио. Подмладувањето е неопходно.
Пред неколку години во пензија си заминаа многу. Нада Маричич, Мирче Апостолски, Тодор Кузманов, Весна Вучич и Нада Манасиева. Благодарам за нивната одлична соработка. Потоа Софија Врчаковска, Снежана Трајчева, Тања Таневска. Никола Фириев, Роза Николова, Душко Христов, Милка Видовска, Виолета Ќурчиева, Марко Коловски. Тука се Јулија Антовска, Георги Ангеловски, Зоран Трајчевски, Даниела Каневче, Елизабета Пауновска. И сега во оваа 2024 се придружија Весна Јанкуловска, Сузана Филиповска, Светислав Стаменов, Љупчо Велевски. Сите овие колеги заминаа во пензија, оставија зад себе едно големо дело, што продолжува да се емитува на Македонското радио, тоа се емисии, музика и се друго. 30 новинари, на 10 техничари, 2 продуценти, 3 спикери и 2 лектори, да сме дел од оваа голема прослава, која токму сега, 2024 се прославува како 80 години постоење на Македонското радио. Тоа е навистина гордост и чест да се доживее, да се прослави, бидејќи во аманет ни оставија предходниците тоа да го правиме и ние го правиме. Како новинар сметам дека Македонското радио, Радио Скопје и покрај сите предизвици што ги носи времето со себе, ќе остане медиум на нашето секојдневие, медиум кој го пренесува гласот на вестите, на информациите, на емисиите, на радиодрамите и понатаму, како што беше и во овие години пред нас, и на тој начин, како економски најисплатлив медиум, ќе опстане секогаш. Просечната возраст на новинарите во Македонското радио е 58 години. Во наредната 2025 се надеваат пред се на нов кадар, кој ќе ја продолжи традицијата. Гласот на радиото е вистината која што ја носи. Никогаш нема да остане зад нас, туку ќе продолжи само напред. Македонско радио, секогаш со вас и за вас.